Можеме? Благодарам, почитувани присутни. Предлог законот, што веќе влезе во собраниска процедура по скратена постапка и со кој владата на ВМРО ДПМН ќе ги задолжи граѓаните со 500 милиони евра кај унгарската Експорт-импорт банка е одлука без преседан. Во услови кога за прв пат државата се задолжува директно кај друга држава, кога не постојат јасни критериуми и механизми за распределба на позајмените пари, кога не постои јасно утврден систем за контрола на трошењето на парите, кога нема јасни одредби во законот кои тоа го гарантираат, кога има точки каде се кријат скриени трошоци, кои не се јасно изразени, за СДСМ е недозволиво и крајно неодговорно да се носи овој закон по скратена постапка. Со носење на овој закон во скратена постапка, целта на владата е јавноста и граѓаните да бидат лишени од можноста детално да слушнат што се крие за тоа задолжување. ВМРО ДПМН го скрати правото на дебата и вклучување на експертската јавност во процесот на носење на самиот закон. Ова јасно упатува на заклучокот дека владата има многу што да скрие во овој закон. Сите овие постапки го потврдуваат ставот кој јас лично и СДСМ го кажавме по однос на ова задолжување. А тоа е дека е коруптивно и ја носи државата во должничко и политичко заложништво на Унгарија. Самиот предлог закон изобилува со нелогичности, недоречености и многу непознаници. И истиот мора апсолутно да биде предмет на широка јавна расправа, прецизно утврдување на секој детал во овој договор и секој денар кој треба да го плаќаат граѓаните као камата. Во самиот закон постојат јасно видливи членови и елементи со кои се потврдува огромната корупција. Би сакале да посочиме неколку клучни точки од законот со кои се потврдува корупцијата и бизнис со овие пари. Најважно, ова задолжување е договорено уште кога ВМРО ДПМН беше во опозиција, целосно, институционално и во 4 очи. Како што тогаш бил договорен законот, надвор од сите процедури, така и сега владата сака да го изгласа надвор од секаква дебата или анализа. Ова СДСМ го смета за скандал. Затоа информирам дека СДСМ, која води Комисијата за финансирање и буџет, нема да го стави овој закон на расправа. Ја повикуваме власта да се вразуми, да го повлече законот и да го стави во редовна процедура. Да организираме јавна експертска дебата, а законот да ги помине сите филтри. Да се прецизира секој аспект на задолжувањето, да се расчистат сите дилеми и да се гарантира дека граѓаните ќе бидат заштитени. Доколку ова не го направи ВМРО ДПМН, тогаш јасно потврдува дека има сосем други скриени намери на кои предупредивме. Еве му на Мицкоски шанса да ја реализира платформата која помпезно ја најави. Му подаваме рака во име на транспарентноста, правната држава, отчетноста, отвореноста, верености за кои тој вели дека се залага. Еве му шанса да докаже дека сака заеднички да работи во интерес на граѓаните. Уште еднаш апелираме. Срамно и недозволиво е овој закон да се донесе во скратена постапка. СДСМ бара да се искористат сите механизми на собранието за јавна расправа по овој закон. СДСМ бара да се свика расправа на која ќе учествуваат експерти и стручна јавност за граѓаните да може да слушнат каков закон се планира и кои ќе бидат последиците од ова задолжување. Ако го поминете законот вака, начело ќе си напишете сами на себе за корупцијата која ја правите. Немате оправдување за овој начин на носење на законот, освен да ја скриете вистината и корупцијата која спремате. Ви благодарам.